Јас и ти во тон. Дали знаеш, бейбе, колку сладок си, колку нерви немам, кога ќе се јавиш ти. Дали знаеш, бейбе, колку сакам јас, со сета своја сила да признам на цел глас. Бейбе, бейбе, yeah, бейбе, бейбе, yeah, бейбе, 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 yeah, бейбе, бейбе, yeah, бейбе, бейбе, бейбе. Јас и ти сме сами, си лежиме на бело. Колку само сакам да ме зграбчиш смело. Дали знаеш, бейбе, колку сладок си, колку нерви немам, кога ќе се јавиш ти. Дали знаеш, бейбе, колку сакам јас, со сета своја сила да признам на цел глас. Бейбе, бейбе, yeah, бейбе, бейбе, yeah, бейбе, 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 yeah, бейбе, бейбе, yeah, бейбе, 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 бейбе. Oh babe, oh baby, yeah baby, come on baby, give me baby, дай ми уште baby, уште малку baby, come on baby, yeah baby. Popstar and DJ, Popstar. Давор, добре дојде у Хитмејкер. Добро те најдов, ти благодарам за поканата. Супер ди овде, стално ми е добро кога ќе дојам да ти кажам. Секојаш кога ќе те спомнеме, пака на рандом луѓе. Тој е еден со коса, друг клавиатури нешто, значи, ово е тој, Давор Богдановски со коса, со клавиатури, со све. Работиш и во бендови као Меморија, во Октавијан си бил и така натаму. До свој собствени проекти. Кај највеќе се пронаоѓаш и што ти исполнува или на кој начин ти исполнува кога си, као да кажеме, најмец или лидер? Ау, неколку добро ти е прашање, никогаш не сум размислувал на оваа тема. Во се некако си наоѓам нешто да си се заиграм со тоа и да е наједноставна музика во прашањето, не речем, нема такво нешто, нели се договараме стално меѓу нас вака приватно дека има добра и лоша музика, така. Тие што се поедноставна, да речем не толку комплексна музика, си наоѓам мали квакички, да не речем, ќе се заиграм со нив и мене ми е топ, знаеш, си влагам у светот на тоа моето и гледам како да бидам дел од таа слагалица, нели, од тоа нешто заедничко што го правиме. Веројатно имам некоја жичка на мазохизам, да сакам самиот да се си давам предизвици, знаеш, нешто што не сум го направил и onda викам не би било лошо и ова да пробам како. Не секаде ми е толку забавно, морам да признаам, знаеш, тоа да си лидер у свој бенд влече многу одговорност, многу работа, многу ноќи непреспиени. Одговорност пред се. Прво пред самиот себе, према она што го работиш, а да не речем после, меѓутоа на исто такво рамниште, би рекол и со колегите со кои што работиш, одговорноста према нив. Сите проекти што ги правиш се многу успешни и лесно собираш екипа околу себе, зашто пред се Македонија, за да бидеш долготраен, мораш покрај добар музичар и да си добар човек. Тоа е обострано, мислам, со сите колеги, знаеш. И секогаш, знаеш, гледав да се опкружам со луѓе кои што се подобри од мене, знаеш, кои што имам што да научам од нив, кои што се подобри луѓе, знаеш, и стремам да и јас така да бидам нешто што можеби не сум во моментот или не сум бил, сваќаш, така да тоа е, мислам дека е таа
тајна некоја, ако го нарекуваме тоа успех, нели? Мене ми е предизвик и љубов пред се ова што го работам, затоа и во сите жанрови работам, од класика до детски песнички, до реге. Камелеон си. Така ме викаат другарите у Торонто. Камелеон ми издавија нативак, да не знам дали си го прочитал некој или да, ете. Да, Cat Chameleon ме вика. Кажи ми во Канада, самите студија, прво технички, како би ги споредил со македонскиве студија, под број 2, екипираноста, кадрот со македонскиве екипи и кадри, и што е тука, каде сме ние плюс, каде сме минус. Види, и кај нас има. Не дека нема. На времето може немало и сме маштали и мал дел од причината за која што јас отидов преку барата и да видам како е бе тамо. Знаеш, пошто еден ќе дојде од преку барата и ќе рече супер е леле, живот е тамо, Америка, ништо. Втор ќе дојде рече ништо не чини никако тамо, за нигде се вакви такви. Ја има 20 кусур години и бев љубопитен да видам ја како што е тоа што чини, што е тоа што не чини. Си викам па еве го кај Македонија, качи се на авион, исто, путуеш со кола до Загреб, леташ до Торонто, исто е у време. Така да, има и тука студија. Овдека нема доволен пазар и нема доволно голема сцена за тие студија да функционираат на ниво како тамо, во смисол, тамо се води студиото као корпорација, као фирма, со работни сати, со човек на врата што ќе те пречека, со човек што ќе ти свари кафе, со тонмајстор, помошник тонмајстор кој што ќе ти каже кај треба да седиш, што да правиш. Сето тече многу лесно, олеснето направено. Кај нас нема толкав маркет, за жал, нема толку буџети такви, за да човек може да си дозволи да отвори едно такво студио и да живее од таа работа. Мора да си one man show. Знаеш, мораш да си самиот и шофер, и снабдувач, и кафе куварица, и каблите да ги местиш па да ги собираш, и да миксаш, и да продуцираш, и да свириш, и да отпееш пратечи ако треба, и гитара, и бас, и бубањи, све ќе научиш да правиш, за да преживееме, така. Али и тоа во светот зима тако замов. Види, тоа така беше до пред некоја година и тамо. Големите студија се претвараат во институти за изучување музика, во школи. Веќе не е тоа што беше, да, знаеш. Да, пошто и тамо буџетите, музичка индустрија гледаше сам што се дешава. Spotify, катастрофа од задни време. Патувале со текстови на своји композиции. Да. Така, меѓутоа, онака баш не сме свирале. Може би никогаш. Сме пробале. Пробавме кај тебе дома, со Дино и со Џоле. Ја се сеќавам, уште, пошто сум ја девица у хороскоп и пицајзла на многу левели, чувам тетрадче едно у коцки, кај што сум ги запишувал Top Gun, без лед. Ова е, значи, Принц 94-та, 5-та, 30-ка. Виж, поише памтам од тебе, која сакам. Кога беше пред година дена или кога беше, не знам, кога те викнам, помалци. И имав идеја да свириме пак. Да. Јас ти Дино Џоле. Да. Пере вика, ако не ме земе вокал, значи не ги збора. Да. И сакавме, идејата беше да се викаме 74. Да. Што сме се пегенерација. Генерација, да. Дојде, викам сега, ќе ви кажам таа најтешката, значи. Да. Да видиме. Си ме проверавал, значи. Ја вака, ти така. Ја онака, ти онака. Викам сега чест. Да си жив и здрав. Моабетот ми е, се надобрзувам тоа. Таков сестран, значи музички, жаровски музичар како тебе, да не кажам виртуоз на својот инструмент, како ги наоѓаш рамките до каде да се дадеш,
колку е доволно кога работиш за, да кажем, некој поп проект. Како да кажем, имаш Lamborghini, ама мораш да го возиш низ град на 50. Како ја правиш таа кочница кај себе и колку е доста... Многу добро. Ги гледаш патоказите по улица, колку пише толку возиш. Не, јас тоа многу рано го научив, некако не сакајки може, знаеш, пошто некако како сите учиме да свириме, учител доаѓал дома, сме иделе у музичко, и некако интровертни сме сите ние музичарите. После го учиш тоа како да се отвориш, па да комуницираш, па што да кажеш со кој како, да си бараш работа, нели, кругот што никогаш не завршува, знаеш, и после па се затвараш за да можеш да го направиш она што треба да го продаеш после надвор. У 25 мај со Талични том ја имав 15 години и ја поима немав од животот, ништо, така, знаеш, вака дека се свири дуро, вака е мол, и сега влагам во еден бенд што има со два спрата, да, па едната са лева рука. И со момци поголеми од мене, знаеш, тогаш Гоце Стевковски бубњеви свиреше, генерација наша, Боро на бас, Жиле гитара, Владан Дробицки на тромбон и Бане сак свиреше. Да, фантастичен састав беше, мислам, мене ми беше тоа научна фантастика со 15 години. Влагаш со постари момци 10 години од тебе, 15 години по. И онда ќутиш и гледаш и слушаш и сега не смеш да ти нешто гледа што правам, знаеш, него ќутиш и слушаш што прават, тоа не гледаш ти. Беше таа со папичката што си говори. Тоа на Јапанот. После таа песна мислам со Талични никогаш не ја снимивме, али со Октавијан ја снимивме после. Песна која он стана пеач на Октавијан. И Јапан стана пеач на Октавијан, така Јапанот, да. Заштитен знак беше на 25 мај на МКЦ. И тоа ти вика, и онда слушаш другиве што прават и гледаш да не им газиш по прсти, знаеш, пошто еден поглед, два погледа имаш преку онака, знаеш, и сега ти окей, ќе ми слушам, знаеш, и тоа некако ми се всади да влагам, знаеш, да слушам другите што прават и го научив со времето, знаеш, и сега немам проблем, стварно било кај да се тврламе, сега сум матор, више можам тоа да го кажам, пошто сум го поминал, не им сметам на луѓето, дури некој мисла дека не ни свирам, знаеш, на моменти кога слушам што се дешава и онда мимика правиш на тој што е лидер, тука си негде да му го фатиш. Лени the Rose е тонец кој што 9,5 недели го има работено филмот, албуми едно чудо има вака и работеше у Metalwork Studios кај што работев јас во Торонто. И меѓу другото на Funkology, на Prince, знам дека ти е омилен, Musicology, извини ја се. Musicology, Prince го има миксано тамо. Prince го има миксано сам албумот тамо. Зработел со денови, искачал студио, завршено е све и му вика на Лени, му вика fix it, but don't leave your fingerprints. Тоа е тоа ова што го збориме ја ети. Значи, технички ти се направи го нешто, ама не ми гази на ова моето, така. Значи, гледај да е тоа, да не се замарам ја, да значи, ама ова да е тука, љуѓашката да е тука. Знаеш, ова е истото што го зборим, значи да си внатре, да ги свириш, работи, ама да не осташ премногу, знаеш, ти сега. Ипак сум јас многу помало од сите момци у меморија, знаеш. Добро, воспитувачки е како може човек да те види како аранжер на, не знам, 100% те љубов и аранжер и автор на вода проектот. Фала ти, Принц. Па не знам, тоа е таа некоја животна школа што со многу слушање само. И со грабање напред и учење нон-стоп, у моментот кога ќе речеш, ја го знам ова, си затворил. Ја, например, секогаш сум се чувствувал најслаб музичар у друштво. Значи, од, ако кажеме, тебе, Киселички Симон, Мучо, значи целата тајфа на музичари, Дино, Джоле и така. Генерацијата. Али секогаш сме се дружеле и секогаш би бил инспирација да свириме заедно. Затоа што знам дека после секоја свирка јас сум побогат со нешто, знаеш, сум научен. Да, и тоа кај сите нас го имало.
тука Гоце заборе да го спомнеш од Тајфан. Да. Знаеш, тоа кај сите го имало тоа исто чувство, знаеш, пошто ние немавме еден извор на знаење. Ние сите бевме извор на заедничко знаење. Знаеш, ја ќе купев вамо финта, Гоце ќе купеше намо, ти ќе купеше до намо финта и кога ќе се споевме, Джијан, да, Джоле, Крокер, сега ќе ги редиме до утре. Али тие ни беа, генерацијата ни е таа. Сега, сите ние имавме и влијание и како сме растале, имавме така и сме учеле од касети, од вестници, од шо рекол оној. Кој ќе се споевме си го делевме. Мој дечки, топ музичар, ја. Што свираше Виктор Филимовски, онака се дружев со Джиѓа свиревме. Одлични се, сите овие клинци сега. Со Джоки, Иван, Петровски, и така натаму. Викам, вие не сте ми јасни. Нонстоп си се палите, си се подржавате. Кај нас немаше тоа. Кај нас е... Шта везе нема, да. Мораше така да правиме, знаеш, пошто ти викам немавме сигурност, не знаевме бе што правиме, си учевме, знаеш, муабетот ми се, овој ќе направи нешто и ти викаш, овој види што знае за везе нема, иди дома и вежбај. И после на следната свирка, ајде сега иди шетај. Мислам, начинот ни беше така, ние сме таа генерација X, така што фатила и од постариве и од ново време и само да не го видиме како ќе се само уништи ова ново, некако натаму ни тера работа. Убавината у нашава професија што нема жртва, бе, не си хирург. Нема упс кај хирург, знаеш, он вака сече и упс, јеби го, отиде, сваќаш пациентот да е друго дете. Кај нас и да сгрешиш најлошо нешто, што може да ти се деси со малце оштетено, повредено его, да си одиш дома и да си легнеш малце со аспиринче и утре се баре да станеш да вежбаш и пак да си боли на следната свирка. Немаш пациент на маса кој што иди, пробај, што може да се деси, да сгрешиш, so what. Така, тоа е тоа. Принц, фала ти и тебе, топ, thank you, секој време. Ако затапана ќе се растрепери твојата душа и не ќе чуја ништо друго освен крик, грми
твоето небо ме напаѓа. Ти доаѓам вооружен до заби, во изворот да ти погледнам бикот од бес. Ќе ја преврати земјата и кој знае каде ќе заврши бикот од бес. Бикот од бес. Модрата светлина ми ги разурнува зидиштата. Ке се допрам со увото до земјата, штом живеам со тебе. Нема да поцрни сонцето. Бико празни тажни улици и се уште не знам зошто на крај ти ме остави. Време минува, но ја стојам таму кај што ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. И колку далеку да си, јас те чувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се надевам дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко. Ако ти си бебе вторили, ако ти си последен, щом си во мртвата ръка, знае, нема много, нема много разлика. Не си първ, не си Бога ми ни последен пат. Сметай се, нещо како привремен. Треба знам, треба јас да те оставам пред ти да ме напуштиш. Оди си или ти до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Ако ти си немал успех прв пат, бейбе, или пак си немал успех втор пат, немој не губи ти надеж, бейбе. Пробај пак, пробај трето среќа, но оди си или ти до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси.
скапана стана, ја лизна на луш под банана. Мајмун гледа, мајмун прави, нели така? И јас како кокозака сум надебал мајмунски стаж. Се спремам и стегам багаж, до Амстердам живот да видам, на државен трушок да бидам. System make a monkey out of me, system make a monkey out of you, system make a monkey out of me, system make a monkey out of you, out of me, 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 out of you. Май се ти први век, деме homo sapiens, поише ми личи на еректус, на пупен. Иако веќе ме правите мајмун, сакам и ја на рехабилитација у Амстердам. Бистра капка батнува длан, листот падна од себе сам. Полна душа прашуваат се, кажи крајот дали баш вако е. Мислиш ли, кругот врти последен пат, се сеќавам на она што знам. Заиграј со себе и биди другар, ајде кажи ми, вреди ли? Кон тебе чувства јас имам, ако пред сите кажам јас те сакам, нема нас, само јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура, кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, штом тебе те добрам температура, кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене, о бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед поем ти го важев, но за малку ке се излетав, ке кажев. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура, кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, штом тебе те добрам температура, кревам гора.
Mic check 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика куманоец, веруј твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот ме направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта. Јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си. Јас сум прв, да секад ке бидеш другиот. Proving strong, дека сум тука да останам. Ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби. Рапот не за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени. Кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. За тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моje име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чуме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам. Може би еден ден и да е последен, ке пронајдам, разбудам мирна вода во себе. Може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ке престане да се лаже себе си. Или умор кој ќе пресуди. Ти, јас, ти, нас. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав. Да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Одам сама, но дали е своја? Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта. Ти си тука, јас те гушкам, ти вкл ми шепотиш колку влюбен си. И кога се ке исчезне, ти појави се пред мене, го сакам до ождак. Тој ме потсеќа на те.
Сите мажи како кученца по жени трчаат, на колена ги молат нудат, брда, реки, долини. Јас не сум оној што се нуди, не сум стока хванташка. Ако тебе јас ти требам, имам своја цена страшно висока. И зошто мора се да биде како што ке речеш ти? Тоа што си згодна риба, за мене ништо не значи. Не си единствена што има бермудски триаголник, а јас сум класа прима. Имам ако треба цела геометрија, цела наука од правила, што мора, а што не сме. Психолози, педагози, демагози, слушајте. Samo da se vide dobar učesnik, nemoj da se lažete, važno je da si najdobar. Nemoj da je lažete, pušte od malih decaka, neka znate da najvažno je da si number one. Ako sakaš da sum tvoj, mora da si ekstra broj. Koga igram, dobivam. Ili ništa, ili sve, treto nema od mene. Ako sakaš da sum tvoj, mora da si ekstra broj. Koga igram, dobivam. Ili ništa, ili sve, treto nema od mene. Zagubiam vo tebe,
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето!